вдомување на поранешни функционери или реална потреба во ресорите. Владата го зголеми бројот на национални координатори. Екс-министерот за култура Роберт Аладјозовски и поранешниот втор човек во здравство Гоце Чакаровски, кои не ја преживеа владината реконструкција, од вчера со нови функции. Национални координатори за култура и здравство. Ваквата практика за експертите не е нова. Јавноста велат е презаситена со функции и функционери кои не работат, а дуплирањето на функциите за иста област е луксус кој Македонија не може да си го дозволи. Национални координатори, специјални советници, она едноставно и граѓаните и јавноста се оптеретува од многу функции кои што сите им е јасно дека тие нема ништо да работат. Имаме многу советници, имаме лични советници, јавни советници, имаме многу министри без ресор, имаме многу заменици премиери, дуплирање, триплирање на иста функции на одредени функционери за иста област, мислам дека е луксус за Македонија. Од владата пак тврдат дека имаат право да именуваат национални координатори во сите области, а за владиниот портпарол Миле Бошњаковски не станува збор за дуплирање на работите кои ги имаат ресорните министерства, туку за повисоко издигнување на координацијата во одредена област. Сепак оттаму без конкретен одговор колкав дел од буџетот се одвојува за функцијата координатор, но платите ќе биле пониски од министерските, кои пак изнесуваат околу 1200 евра. Владата има можност да назначи национални координатори по различни аспекти од незиното работење, вклучувајќи ги и различните области кои што ги покриваат ресорните министерства. Не се работи за препокривање на активностите на ресорните министерства. Се работи за едно повисоко издигање на координацијата која што постои, еве да речеме на пример, во рамките на културата. Сумата не би можел оквирно да ја дам, меѓутоа нешто под нивото на министерските плати. Владата веќе има неколку национални координатори, меѓу нив Владимир Пивоваров како координатор за гранично управување, како негов заменик назначен е Бајрам Берат. Павле Трајанов е национален координатор за имплементација на национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Стево Пентаровски пак е национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО. Борче Петревски пак е координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам. Петревски, за разлика од останатите координатори, има и двајца заменици – Джеладина Евази и Златко Апостоловски. Премиерите на Македонија и Грција, Заев и Ципрас најверојатно утре ќе го остварат телефонскиот разговор, пишува Хелас журнал, повикувајќи се на избори од Њујорк. Истиот портал наведува и дека утре е најкритичниот ден во процесот со преговорите за изноѓање решение за името со оглед дека владата и премиерот Зоран Заев се обрзале да одговорат дали се прифаќа финалниот компромис кој што се наоѓа на маса, односно дека тоа е предлог од Република Северна Македонија. Изворот кој се цитира во текстот е директно вклучен во преговорите, пишува порталот и укажува на тоа дека во разговорот премиерите ќе мора да ги допрецизираат и празните места од пакетот, односно да се пополнат графите кои се однесуваат на јазикот и националноста. Дали ќе имат звездичка на јазикот која треба да ја појасни дека е словенски. Доколку Македонија утре не одговори, преговарачкиот круг се затвора и земјава може да го пропушти влезот за НАТО и Европската унија. Доколку пак исходот од разговорот е позитивен, тогаш се пристапува кон следниот чекор, а тоа е средбата во Преспа на двајцата премиери, а договорот најверојатно ќе го потпишаат министрите за надворешни работи, се да објаснува во текстот. Од владата ниту денеска не дадоа конкретни информации за тоа кога ќе биде телефонскиот разговор, но ниту ги потврдија, ниту ги негираа овие информации. Остануваме на претходно кажаните ставови, нема да навлегуваме во калкулации, во шпекулирање по однос на ова прашање, сметаме дека е исклучително важно. Тоа што го најави премиерот пред некој ден, мислам дека беше во текот на завчерашниот ден, останува како владин став и денеска. Заменикот на Кодзијас од грчката влада Јанис Аманатидис пак во интервју за грчката ТВ Скај рече дека двете страни се блиску до договор и се чека разрешница. Тоа е пакет решение на околу 20 страници во кои се споменате сите прашања: идентизмот, уставната ревизија, ерга омнес, името и развивање на агенда за соработка, а секако и временскиот рок во кој ќе се имплементира се ова. Ние сме во исчекување. Се надевам дека договорот ќе биде таков што ќе го прифати поширокото мнозинство во грчкото општество и поширокото мнозинство во парламентот. Грчки Катемирини пак исто така анализира: Северна или Нова Македонија напишано на англиски, а не на словенски јазик, треба да биде единственото прифатливо решение за спорот за името кој би ограничило штетата која, како што се наведува во статијата, е направена пред неколку децении. Во меѓувреме поддршка за решавање на спорот денеска во изјава за гласот на Америка даде амбасадорката на САД во НАТО Кей Бейли Хатчисон, која рече дека очекува Македонија многу наскоро да стане полноправна членка на алијансата.